Книгата има универзално значење. Таа е нематеријално културно наследство на човештвото. Затоа треба да читаме, за да ја овозможиме на нашата душа да се насладува, бидејќи не постои полојален пријател од книгата. Денес професор доктор Марија Кукубајска во Штип ги промовираше своите две нови книги. Делото за антологијата на античко-македонски поети е збир од објективни сведоштва за историјата на македонската книжевна наука. Антологијата на античко-македонски поети е резултат на обемни истражувања по библиотеки од Ватикан до Конгресната, до Британската библиотека, по книжевни томови за историјата на културите и литературите за античко-македонскиот идентитет. Оваа книга е изнесување на факти и аргументи за постоење на македонски поети со нивниот извор од дела, наведувани и подкрепувани од историчари и биографи, со нивните објективни научни вистини за веродостојноста на различноста на македонците, од немакедонските, хеленски и други култури, литератури, народи и јазици. Книгата е збир од објективни сведоштва за историјата на македонската книжевна наука, која досега немала истражувачки тимови, вклучени македонски автори од толку ран период во македонската културна историја. Денес беше промовирано и букварчето на Емилина, книга за деца со вежби за описменување и запишување на формите кои ги сочинуваат буквите од македонската азбука. Следејќи научната литература за детскиот развој и воспитување во западните и источните пракси, заклучив дека е време веднаш да се пристапува кон поместување на границите на описменување на децата од 7 или 6 години во некои земји, на 3 години, како долна граница на спремноста на детето да се учи на совладување на азбуката, во оваа книга на македонската азбука. Уште еден битен сегмент во мисијата и методологијата на описменување преку ова букварче за 3, 4 или 5 годишни ученичиња е и промоција на улогата на родителот и на семејството. И вториот дел на букварчето на Емилина веќе е подготвен за печат. Тој ќе служи како унапреден практикум на наученото од првиот дел, додава авторката. Инаку овие две книги своја промоција ќе имаат и во Скопје на 4 август.